За кражба на државни пари не само што ретко кој ќе лежи затвор, туку и тие функционери што ќе ги фатат нема додат ниту во притвор. Преку скандалозните измени на кривичниот законник, не само што си го укинаа кривичното дело за злоупотреба на државни пари, си ги намалија казните, туку сега им ги врза и рацете на обвинителите во однос на притворот. Имено, последиците од скандалозните измени се пресликуваат и врз законот за кривична постапка, според кој за дела до 5 години не се одредува притвор, освен ако нема опасност од бегство. Со измените, казната сега е намалена на 3 години. Они фактички едноставно ќе бидат кукли кои ќе бидат користени само. Кобајаги се води истрага, а уствари не можеш ти некому да му водиш истрага кој некое кривично правно дејство што е битие на кривично дело веќе не постои, кога е изиграна институцијата застарување, нешто што застаруваше за 10-20 години, сега застарува за 4 години, за 8 и така натаму, кога е изиграно, ако сакате, од законодавниот материја, европското знаменце, постапка, брзата постапка, по брза постапка донесување закони, не може да не се побуниш. Функционерите направија пат како да се спасат од сите досегашни криминали, вели Костов. Белите јаки ќе прават кривични дела, коруптивни, ќе ги трошат нашите пари, ќе ги стават во своите джепови и ќе знаат однапред дека на некој нема да им се суди, на други нема да им се поведува постапка, на трети за многу брз и тој краток период ќе им застара делата. Дали е тоа правда? Јас важно ве прашам. Па тоа е апсолутно неправда, тоа е селективна правда. За злоупотреба на буџетски пари, поранешни функционери од претходната власт беа влечени по судници и притвори, додека за сегашните функционери за истите дела нема да може да им се одреди притвор. Поранешната министерка Гордана Јанкуловска е на издржување на казна за делото кое сега се укина. Поранешниот министер Јана Киевски е рекордер по одлежани притвори. До сега неколку пати беше спроведуван па пуштен, зависно каков медиумски фокус и беше потребен на власта.